Струмичките активисти против рудници запалија свеќи и оддадоа почит на жртвите кои настрадаа при рушењето на рударска брана во Бразил. Со овој гест тие сакаа да ги предупредат и властите и граѓаните, на што ги изложуваат идните генерации, доколку почне со работа рудникот и ловица штука. Јас се уште барам и сакам да најдам тој дел од проектот за брани, кај што мора да биде напишено тоа црното сценарио, што ако таа брана еден ден попушти и какво е сценариото, кои се последиците. Концесионерот тоа го крие како змијата нозете што си ги крие. Проблеми и такви катастрофи се далеко од нас, но не е така, затоа што и на нас овде во Струмица ни спремаат рудник, ни спремаат рударска брана, кое што за разлика од браната во Бразил, која што беше 50 метри висока, нашата ќе биде 276, ќе биде највисока во светот и со огромна разурнувачка моќ. Активистите велат дека и локалната и централната власт се дистанцираат од овој проблем, иако додека беа во опозиција ветуваа дека нема да има рудници во југоистокот. И имавме обид да стапиме во контекст од централните власти, не ни успеа заради некои ангажмани поголеми, како што ни кажа. Со локалните власти веќе 2 години истата приказна се случува. Ние велиме дека и тие треба да застанат начело, да го поведат народот. Тие викаат дека немаат ингеренции, не се одговорни. Од концесионерот на рудникот и ловица штука Евромакс реагираа со соопштение. Велат дека како компанија сочувствуваат со семејствата во Бразил и апелираа овие несреќи да не се користат во цели насочени против рударската индустрија. Евромакс вели дека се сигурни во проектот кој бил поддржан од домашни и странски експерти и најавуваат дека ќе биде пример за современо и модерно рударство.